Максим Димитриевски, градоначелник Зоран Дамјановски, Александар Арсич, Маријан Спасовски, почитувам пратеници на Радиото на Република Македонија Лидија Пасовска, почитувани наши гости од коалиционите партнери, добро вечер, почитувани основачи на партијата, почитувани стачајци, почитувани досегашни членови на органите и телата на партијата, почитувани идни членови на органите на партијата. Сакам да се благодарам за вашето вечерашно присуство, сакам да се благодарам на присуството на милионите, се надевам на една успешна конференција. Позволите ми први да се благодарам на председателот на СДСМ, почитуваниот лидер Зоран Знаев, за дадената доверба и доделениот мандат да бидам председател на најголемата општинска организација во Република Македонија во наредниот период од 4 години. Огромна обласка и чест да се продолжи по патот на успехот, стремежот и идеалот за победничко СДСМ. За подобро командно, за развиена и успешна Република Македонија. На лично и општо задоволство сакам да потенцирам дека со заложбите, мудрост, упорност и трпението и работата на раководството на партијата, предводено од лидерот Зоран Заев, включително со доприносот на сите нас, Социјалдемократска и Сојузна Македонија и на власт во Република Македонија. Поминавме заедно и другарски еден период од 4 години, кој ќе биде запишан во современата историја на Македонија, како период во кој се сруши режим со диктатор и се врати слобода и демократија. Доприносот на сите нас во големите победи на СДСМ ќе биде впишан во историјата на партијата и во колективната меморија на членство. Како партија која е двигател на демократските и евроатлантските процеси, со добиената подршка од граѓаните, сериозно се исправени пред огромни обврски кои се пред нас. Како партија и генерација на политичари, предводени од Заев, должни сме СДСМ да го напредиме, подобриме и сочуваме како победничко и напред. Ретроспективно гледано, од основањето на СДСМ па до денес, нашата партија е символ на демократска, граѓанска и европска политика во Република Македонија. СДСМ секогаш се одликува со активен пристап во политичкиот живот, како носител на јасни демократски идеи. Вежме и година ќе бидеме главна сила на политичката сцена, од државотворна до отпорашка партија која победи режим со пенкало на слободни и фер демократски избори. Со своето основање на 21 август 1991 година, па преку трансформација од СКМ и СКМ ПДП до сегашна форма како Социјалдемократски сојуз на Македонија, се залагаме за развој на граѓанско, мултиетничко, модерно, слободно и правилно, солидарно и хумано општество на солидарна правда. Општество кое се темели на еднакви социјални и политички можности, права и слобода, еднаквост на сите луѓе, права за гарантирани со Уставот на Република Македонија. Едно од основните социјалдемократски принципи, принципот на слобода, и тоа слобода во смисло на граѓанска слобода, слобода од дискриминација и зависност и слобода од злоупотребите на политичката моќ. Во духа на моделите социјалдемократски партии, каде припаѓа и СДСМ, поемот и принципот слобода има многу поголемо значење за нас, социјалдемократи. Впрочем, нашето залагање за слобода значи противоставување на секоја диктатура и зависност. Барање да се укинат сите видови на застрашување, претење и манипулации, залагање за можност да човек да има неоспорливо право на свој личен пат избор, право на говор и слушување, колку не ги загрозува правата на другите. За СДСМ основањето на слободата не е еднократен чин, и секојдневен процес. Сите луѓе со своето раѓање имаат право во својот живот да остварат оној максимум на среќа, успех и задоволство кој го заслужуваат со својот труд. Никој не може да биде ставен во неравноправна положба заради својот пол, физички изглед, вера, своите верувања и местото на живење, но никој заради истите причини не може да биде привилегиран. Ние како социјалдемократи веруваме во еднаквост. Потенцијалот на секој човек и дека во тој потенцијал се еднакви, но по содржина и степен на потенцијалот различен. Сакам да потенцирам дека како реизбран председател на општинската организација на СДСМ Куманово во периодот од нашите партиски другари ќе барам да ги активира своите најдобри потенцијали, а не да прифаќаат нешто што им е страна. Мораме да се свртиме кон оно најдоброто во нас и да направиме партиска структура, место каде ќе се ценат и развиваат нашите вредности и потенцијали, а не нашите илузии само во мисленост. Искуството кое го стекнавме од председател на општинска организација во изминатиот период од 4 години реално ме возможи да дефинирам сам пред себе дека за успешна организација нема штедење. Калкулирање како на личен, така и на професионален план. Како фундаментален принцип за нас социјалдемократите кои сакаме да потенцираме солидарност. Оставувањето на солидарност и еднаквоста
еднаквост и слободата не е можно без солидарност. Во нашата општина постојат слаби и немочни луѓе, кои благодарение на своите животни судбини и патишта се наоѓаат во положба да имаат помали шанси за постигнување на успех во живот. Многумина се родени во сиромашни семејства. Некои живеат во помалку развиени средини на работна екзистенција. Нашата основна должност мора да биде помош на секој кој е во невоја, а војда изгледа на партиска структура која ќе почне на принцип на солидарност, а не на егоизм. Општинската организација на СДСМ Куманово, како една од најголемите во рамките на Социјалдемократската социјалистка Македонија, од своето основање па до денес во сите изборни процеси и кампањи има позитивен придонес, остварува победи. Освен во два изборни циклуса, едниот до 2008 година и 2014 година, кога изборните резултати не беа признаени од наша страна. Како општинска организација, никогаш не сме биле најекстремни, ама секогаш сме биле најупорни. Флатантен пример се последните изборни кампањи, каде ние изполнивме да ја утврдат и класификуваат војдата на Кумановци. Општинската организација на СДСМ Куманово во сите овие години не потребна на предизвиците, а особено започни спрема моите партиски другари, непотребувањето и недозволувањето да западнеме во материјалниот пут на примитивизмот и колективната гноза, предводена од КМВ ДПМНЕ во периодот 2006-2016. Како бранешен член на младината, како бранешен портпарол, секретар, председател на изборниот општински штаб во неколку циклуси, горцов што заедно со вас имаме дадено придонес во сите овие успеси на општинска организација. Сега пред вас почитуваме присутни да ги потенцирам конкретните политички активности за работата на партијата на локално ниво. Во одржаната конференција вечерва, заедно со новиот извршен одбор, тимски ќе се пристапи кон изработка на акциони и оперативни планови за активности на општинската организација, преку партиципативно учество на членството со давање на идеи и можни решенија. Ќе се отпочне со промоција на политиките на владата на Република Македонија и нивно доближување до граѓаните. Промоција на одлуките и активностите на градоначалникот и локалната самоуправа и нивното доближување до граѓаните. Градење на искрен однос со членовите и гласачите. Придонес во градењето на мултиетничко општество. Реализација на дадени изборни ветувања од изборната програма преку напредување и подобрување на животот на граѓаните. Редовен однос со медиумите. Поставување на систем на комуникација со граѓаните. Од особена важност е излог да се слушнат проблемите и мислењето на граѓаните. Воедно да се излезе во пресед со конкретни можни решенија. Перманентна комуникација и градење на политики и стратегии со подпредседателот на партијата и министерот за внатрешни работи. Перманентна комуникација и градење на политики и стратегии со градоначалникот на општина Куманово и политичката група. Соработа и координација со претендентот со Соединението на Република Македонија. Континуирана соработа и координација со партиите кои се дел од коалицијата, како и останати партии кои се дел во коалицијата на Советот на општина Куманово, анализа на односи со нив и градење на разговори и напредни модели на коалицирање, што е во согласност со општите интереси и заложени на СДСМ. Изработка на план на активности за прибирање на финансиски средства и функционирање на самата општинска организација. Изминатите 3-4 години почитувани се наоѓавме во сериозна политичка криза која резултираше со формирање на влада предводена од СДСМ, а воедно и претходива победа на локални избори со освојување на дури 59 градоначалнички места. Сериозна обврска поставена пред секоја општинска организација, како и партија воопшто. Пред нас е период каде граѓаните ќе очекуваат исполнување на конкретни решенија и одлуки. Ова е моментот каде СДСМ мора да биде најдобар. Едноставно немаме право на грешка. Текото парламентарно мнозинство повторно доведува до можни непредвидени состојби на политичката сцена на Република Македонија, наметнува состојба на перманентна подготвеност за избори и дефинирање на приоритетни задачи за релативно краток временски рок. Апропо речено, ќе се заложуваме како нов тим на водење на квалитетна кадрска политика со именување на ръководни позиции истакнати од искусни кадри на СДСМ, кои ќе значат олицетворение на политиките на партијата